Но можеме и повеќе информации за загадениот воздух и како тој влијае на нас. Зборувавме претходно за изглед, за кожа, дека многу влијае, меѓутоа и за сите оние здравствени проблеми со кои што можеме да се соочиме од загадениот воздух. Добро утро ќе му кажам на доктор Александар Митов, кој е гостин на мојата драга колешка Искра. Еве, за почеток, Искра, ќе искористам повторно за загадениот воздух, затоа што за него и читаме колку е штетен за нас. За жал, штетен е. Тоа е нешто од што во моментот не можеме да избегаме. Но што можеме да сториме? Можеме да седиме дома затворени колку што е можно повеќе. Така. Значи, или ако излегуваме да носиме маска. Во оваа ситуација, тоа е лично што можеме за своето здравје да направиме. И да вршиме притисок државата да ги реши овие работи. Оти човек сам ова не може да го реши. Ке разговарате со Искра, но претходно ке погледнеме реклами. И ајде, уште еднаш добро утро и од мене до нашиот гостин, доктор Митов, нашиот советник за здрав живот. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Новата година обично е можност, нели, се заврти нова страница во животот, затоа сега ви поканивме овде да влеземе во новата година поумни, поздрави, со самото тоа, нели, посреќни. Дај Боже. Новата година и понеделник обично се земаат како моменти од како ќе почнеме нешто да промениме. Да. Овој пат во новата година започнува двојна шанса. Но вие сте, ова го имам разговарано порано, против тоа да се одложуваат таквите особено добрите промени што треба да ни се случат. Зошто да не си зададеме датум? Можеме и да си зададеме датум. Често пати проблемот со датумот е тоа дека кога ќе дојде знаеме да го турнеме. И да испадне другиот први. Или не дај Боже другата нова година. Така што да не сме рекле која нова година, така финта. Тоа може да биде проблем. Од тука убавото психолошки, да речам, начинот на кој што ние тоа можеме да го постигнеме, да го започнеме, тоа започнување може да биде секој ден. Односно, ако веќе решиме ние, макар и да речеме еве дека од понеделник ќе биде тој почеток за 3 дена од денес, ние денес треба да почнеме да се подготвуваме. И да сватиме дека сега нема ќе дојдат некогаш кај мене пациенти, нели сега треба да им испратам на програма за начин на исхрана, да речеме. И сега треба да биде понеделнички почетокот, ако денес е четврток, и тука некогаш следува коментарот, значи може сега да одам дома и да го испразнам фрижидерот. Ама не во смисол да се фрли, туку да се изеде. Да. Тоа сакам да речам, затоа е уште еден проблем на таквите почетоци, ако човек рече ќе биде од следниот понеделник или од другиот, до тогаш може да настане комплетно опуштање во негативна смисла. Затоа велиме, дури да си одредиме ние некој датум, еве сега нека биде понеделник, нова година престојнава, меѓутоа ние да си кажеме дека од денеска ќе ни почне подготвувањето. Подготовката може да биде и конкретна физичка, например сега вие ако решите да се храните на што и да е, каков и да е начин, треба барем да ги намирниците да ги најдеме, да не испаде да почнеме во понеделник тоа да го мислиме. Но вториот момент, многу поважно е ние да се подготвиме психички, ментално да работиме со себе. Значи, ама не да гледаме средство на тоа како нешто леле сега готово потоп, туку да му се радуваме, предпоставувам. Имено, значи тоа е менталната подготовка. Менталната подготовка е таа која што вели да си дадам себе си, народно кажано, кураж, да си дадам сила, да се убедам, вака да употребиме термин, себе си дека тоа што ќе почне е за мое добро, дека нема да биде тешко. Знаете како, многу пати работите кои што ни се случуваат, перцепцијата или начинот на кој што ги гледаме, многу влијае во тоа како ќе ги доживееме. Еве, например, ако мораме да го смениме начинот на исхрана, или ако мораме да почнеме да пешачиме, од X причини, едно е дали тоа ќе го направиме неволно и онака со малтретирање, со леле, сега... Дали мораме или сакаме? Ето така. А за среќа ние со нашата волја можеме да си влијаеме во позитивна смисла. Тоа на почетокот, тоа убедување на почетокот ќе нема да биде реално. Да не речем ќе се лажеме. Например, јас немам навика да речеме да пешачам, да речеме, и сега треба да почнам, и ако сакам тоа да го направам,
треба да почнам да се гледам себе си на еден поинаков начин, кој што во моментот нема да биде точен. Например, ќе си речам, леле, едва и чекам да дојде попладне да испешачам обава. Ќе си се изнасме, човек на тоа. Да, ќе си се изнасме. Реално ќе си се изнасме. Меѓутоа, таа сила на тој само говор, на тој само разговор, што сами себе си кажуваме, е огромна. Тоа што го сватив од работа со пациенти изминативе години интензивно, е дури дека има, да не речам, пресудна улога. Дали човек себе си ќе си кажува, јас ова ќе го направам, можам да го направам, малце ќе ми биде тешко, ќе ми треба период на адаптација, но ќе издржам. Човек што си кажува така, има некакви изгледи, може би и поголеми, зависни од околината, од проблемите, од стрес, има, нема, во семејството што се случува. Човек не е остров. Значи, за да ги направи тие работи, мора малку и да има, така да речеме, среќа, да легнат коцките од околу, да се наместат работите. А тоа е едно. Но со сигурност човек нема да успее, ако влезе во која и да е промена и си каже, шо се глупирам, шо си го трошам времето, ај ќе пробам, нема гајле, еве жена ми досадува па да пробам, или мажот ме тера па да пробам. Ме разбирате, оти нели многу пати ќе дојдат луѓе за да прават промени, да не речам под притисок на најблиските, и тоа го има за жал. Меѓутоа, ако ставот биде тој, ако ставот со кој што влегуваме во промената биде негативен, веројатноста дека ќе успееме е извонредно мала. Затоа велиме, макар и да се тие 3 дена подготовка, таа да е ментална подготовка. Ке си речам, можам да го направам тоа. Ако имаме малку повеќе време, ке се релаксираме, ке земеме кафе, чај, што и да е, и вака тоа што го нарекуваат соседите сањарење, нели? Не знам на македонски како да го кажам. Така будно сонување, да речеме. Daydreaming. Така, нели, да рече човек, ај да си замислам сега, да се видам себе си во таа нова ситуација, како пешачам, како ми е пријатно. Оти, знаете што? Например, врвните спортисти, пред да направат што и да е, таа техника ја користат. Ја користат техниката да се видат себе си, како ќе го истрчаат тоа што е пред нив растојание, или како ќе го направат тој скок, да го подготват телото, да се подготват себе си. Таа слика што ние ментално си ја ставаме во глава, не е тоа толку онака, како да речеме, небитно и без сила. Напротив, има многу наука во сето ова, многу психологија, која што вели дека ние кога ќе си го замислиме нешто, веројатноста да го реализираме е поголема. Не излегувам од рамките на официјалната медицина. Може би има некои сили кои што не ги разбираме, не го коментирам тоа. Но велам дека од најцврстата наука современа, психологија, вели дека кога човек ментално ќе се подготви себе, особено пак и со слики и со визуализација на тоа што сака да го направи, веројатноста да го направи драматично расте. Затоа се тие 3 дена, да речеме, еве сега што ги имаме до нова година да се подготвиме. Да, но овие 3 дена не се обични 3 дена. Така. Имаат дополнителен багаж, затоа што се претерува во овие денови, буквално во се. Во прејадување, во препивање, во премалку спиење. Што му тие 3 дена со таков начин на живот може да му направат на организмот? Секогаш за празниците велам, нели, празник и тоа е во ред. И дали ќе биде храна, дали ќе биде што и да е, ако е празник, можеме да го разбереме тоа и да си дадеме себе си некаква награда, да одмориме, како и да е да се опуштиме, како и да го доживуваме тоа. Но, тука следува едно големо но, ние во нашиот менталитет нова година почуваме да ја чекаме уште недела, 2 предходно. И сега, ако има, нели... гледаме и кафеаните се полни, место не може да се најде. Не зборуваме на памет, кој не се согласува, нека направи еден круг низ кафеаните, нема да има време кај да се... нема место кај да седне. Да проба место да најде. Се е резервирано. Сега, значи, зборуваме да излеземе од својот круг, да излеземе да видиме што се случува во градот. И ќе видиме дека славењето на нова година веќе дојде, а не знаеме. Сега тоа. И на некои луѓе ќе им се фати
и на 2-3 места, на 2-3 кафани, ваму славење, прејадување денес, таму славење. А не културно да се одбие? Не може да се одбие. Сега после, тоа е првото. Значи, си почнуваме со време. Вториот момент, имаме уште една традиција, тоа е традицијата руска салата, која што никој не прави оваа количина вака за едно јадење, туку кој и да прави, ќе направи и после ќе се фати на почетокот ќе ти е вкус на прв ден, втор ден, а на 7-миот и на 8-миот ден веќе ја јадеме за да не ја фрлиме. Значи тоа е вториот. Малку и за киселенко, може малци кинисан. Тоа е второ. Кинисан. Трето, имаме бадник, сакаме и бадник да го одбележиме. После бадник имаме Божик и Божик сакаме да го одбележиме. А да не заборавиме и Стара нова година. И сега тоа сакам да речам. И затоа луѓе ги завршуваат празниците со плюс 3 килограми или повеќе. Ама тоа не е ден, не е два. Туку од 15 декември до 15 јануари испаѓа еден месец. Од 12 месеци во годината една 12 и една 12, тоа е многу време е тоа. Како на фарма на товење. Ама знаете како, плюс тоа, овој период, оваа храна, зимската храна е разбирливо помрсна храна. Значи, очекувано. Да, немаме ништо свежо, тоа е разбирливо. И сега има луѓе кои што притисокот им скока во овој месец. Заради тоа што ќе почнат да внесуваат многу повеќе. Сета таа храна е готвена, во нејзе најчесто има сол, и солта го прави своето и ќе го качи притисокот. Значи, ако јадеме малку повеќе сол, една зелка за ручек солена може следните 2-3 дена да го дестабилизира крвниот притисок. Тука е проблемот со празниците. Оти ние малку претеруваме, зборувам за општата популација. Има некој кој што пости моментално и сето ова што го кажав за некој не важи. Сакам да речем, нели, поединечно, но ние зборуваме не за сите буквално, туку за доминантно вака за еден најголем процент од населението. Убаво е човек да се опушти за празниците, но да изброи кои денови ќе биде тоа. Денот пред Нова година во ред, бадник во ред, Божик во ред, ама од 30 дена еве се сведе на 3 дена. Затоа велам, овие работи се планираат однапред, како и многу други работи во животот. Особено тие кај што има некое искушение поврзано. Ако не се одбрани човек од време, однапред, и не го испланира, и воопшто не се однесе сами од себе си во ситуација каде што нема да му треба волја да употребува, туку однапред да се одбрани и да не оди кај што има ризик, од што и да е, веројатноста е дека по волја ќе паднеме. Ако се донесеме себе си во ситуација да треба да се тестираме, и пред нас има јадење, ако на јадење се однесува или на што друго да се однесува, ако се ставиме себе си во ситуација да се тестираме, голема е веројатноста тестот да го паднеме. Затоа советот е да, и има и уште еден тука момент, а тоа е што вие ќе кажете дали лажно или реално се тешиме со моментот наречен детокс. Се утешуваме после празниците, но сите различно некако го подразбираме тој детокс. Еве да речеме да дојде до тој момент сме претерале, како правилно да го прочистиме организмот? Прво треба да броиме колку денови сме се токсицирале за толку да се детоксицираме. Ако ние еден месец сме се токсицирале така, дојде летото. Треба да си кажеме во ред, ако од декември беше периодот на пријадување, сега јануари, февруари ќе бидат периоди на прочистување. Значи тоа е временскиот рок кој што треба да го дадеме, оти ние не можеме да се опуштиме месец дена, па потоа да речеме сега во еден викенд ќе се прочистиме. Значи и ова тело има граници, значи точно е дека природата Бог ни дале совршено тело само по себе кој што може да се лекува, да се брани, да се заштитува, да се регенерира, да се детоксицира, но и тоа тело има некоја граница. Не можеме да претераме до крај. Тоа е првиот момент. Значи, колку ќе претераме временски, треба да пазиме временски, колку потоа ќе си дадеме простор да се прочистиме. Детоксот, во вистинска смисла на зборот, е да му дадеме на нашето тело шанса да се прочисти самото себе. Односно, сите тие работи кои што може да му делуваат негативно, во тој период да ги намалиме и да го пуштиме телото да се излекува самото себе си. Можеме да потпомогнеме, но најчесто што значиме? Ние кога ќе речеме детокс, доволно е да речеме дека имаме здрав црн дроб,
кој што ќе ја заврши работата. Ќе му треба извесен период што се акумулирани одредени работи во него да ги прочисти, но ние сме создадени така да во црниот дроб имаме низа ензими кои што имаат токму таква улога на прочистување на нашето тело. А затоа детоксот во природна смисла е можен. Сега ние се разбира ќе му помогнеме на телото со тоа што ќе му дадеме во тој период лесна храна. Или ќе му додадеме храни кои што имаат значително висока концентрација на антиоксиданси, кои што ќе ги соберат тие радикали, тие токсини кои што останале низ телото. Под антиоксиданси ќе подразбереме зачини од една страна, или од друга страна ќе подразбереме чаеви, пред се чај од хибискус. Или понатаму ќе подразбереме дека ќе јадеме многу поинтензивно овошје и зеленчук во тој период, или многу брокула, која што има во себе сулфорафан, и тоа е главниот носител на прочистувањето кој што ние можеме. Значи, има нешто што можеме и ние да надополниме. 20 на 30% со храната, со однесувањето, со се. Но главната задача на процесот на детоксикација е нашиот црн дроб да ја заврши работата. А ние при тоа да не му пречиме, да не му влетуваме во работата. Доктор, за самиот крај би ве прашала што ќе им посакате на нашите гледачи, но во овој случај подобро е да ве прашам што ќе им порачате. Ништо да не што се однесува на здравиот начин на живот, тоа можам да зборувам, не друго. Ништо да не форсираат на себе, не мора ништо од ова да се прави со сила, релаксирано да пристапат на промените на својот начин на живот. Никој не ги тера, никој од никого тоа не би требало да го очекува, туку човек да си рече дека телото што ни е дадено од Бога е храм, треба да го чуваме, треба да го пазиме и треба, ако нешто видиме дека си правиме штета на себе си, не на друг, цигари ли се, непешачење ли е, нездрава храна ли е, да си најдеме начин да си помогнеме самите себе си. Но ставот со кој што ќе влеземе во сето тоа да биде, време е да си помогнам сами од себе си. И не форсирање, туку постепено со добра волја, со позитивна енергија, 2024 да биде година на промена кон подобро. Не бе потпрашав, вие го требаше со да завршам, но сепак уште еден момент кој што знам дека многу мина го планираат, а тоа е од први да се започне со диетите. Тоа сум апсолутно против. Значи, диетите... Онака како што ние ги разбираме, не како начин на исхрана, туку... Не, значи диета како диета во таа смисла знам... Препишана од интернет. Така. Треба да се... Овде пристапот треба да биде промена на начин на живот. Значи, не велам само промена на начин на исхрана. Исхраната ви е 50%. Физичката активност ви се другите 50%. Има и други фактори. Овие се двата главни. Но вие да го ставите акцентот само на исхраната, а да ја пренебрегнете физичката активност, значи дека ќе си го мачите телото, дека ќе си го малтретирате телото. Значи, кој решил да прави промени, треба да направи промени во исхраната, ако има потреба, тој си знае најдобро, но истовремено, ако нема физичка активност, да си даде на себе ветување дека ќе почне со половина час пешачење на ден. Така што никако диети. Диетите создаваат ветување дека со краткорочна интервенција, месец-два, ќе се реши долгорочен проблем. Не постои тоа во светот и во животот. Нема решавање на долгорочни проблеми со нешто вака на брзина. Значи, мораме да пристапиме искрено, суштински и сериозно. Оти немаме ништо посериозно во животот од нашето здравје. А јас сакав нешто несериозно да ве прашам, ама ајде, бидејќи доаѓа нова година. Па може. Ние вечерва од вработените Алфа телевизија прославуваме нова година, па сакав да прашам дали играње по кафеја ни спаѓа во физичка активност. Спаѓа. Може дозволено не е. Еве една добра работа, да. Конечно физичка активност за оваа година. Слободно. Ви благодарам многу, без разлика колку можеби не сакаме да го слушнеме ова, но мислам дека е добро да го слушаме токму во овие денови. Искреноста во овој пристап е многу важна. Ние можеме да им зборуваме на луѓето тоа што е најпријатно да се слуша, но така нема да помогнеме никако. Мојата работа е на работ вака, на лесна иритација. Значи, од една страна луѓето да сватат дека тоа што го кажувам е добронамерно пред се,
пред се добронамерно и за нивно добро, и под Б, вака малку турка да се направи некоја промена. И секој ќе си одбере каде е неговата точка. Со внимание навистина ве слушам. Важно смееме да играме вечер, и да играме, но сакам да прашам нешто за крај. Да, секако. Кога сме кај прославите, исхраната, сето она што убаво го зборувавте, и ние секогаш почнуваме од утре. Но ајде барем нова година, нека биде некој нов убав почеток. За алкохолот би сакала да знам, поготово за виното. Со оглед на тоа дека нели, од една страна вела дека виното е многу корисно за нашето здравје, меѓутоа би сакала меѓутоа би сакала да знам дали секојдневно по една чаша вино и слично да ни појасните токму за ова. Уште нема прецизно да речеме препорака, излегуваат нови студии кои што се да речеме позагрижувачки во однос на тоа која е дозата. Досега прифатената доза се 1 до 2 чаши вино ако зборуваме во неделата. Да, со оглед на тоа дека сме љубители. Во неделата, да нема да си знам. Да, тоа е досега е така ставот. Како и се во медицината, и тој веројатно ќе се менува, како излегуваат новите студии, така. Дали потекнува онаа порака од Франција, французите дека пијат по една чаша вино, пола чаша. И шпанците пијат, важат има доста контроверзи тука, нели? Цела тема можеме да отвориме. Така што има и позитивни веројатно аспекти, особено кај виното, има ресвератрол кој што е многу здрав, но велам тука уште треба подолго време да објаснувам за да ја објаснам моментално. Доволно ни е 2-3 чаши во текот на неделата. Пред стара нова година може таа тема да се отвори, да. Така, ви благодарам многу.